Благодарам, почитувани колеги. Пред нас е предлогот на еден закон за исплата на платите во Република Македонија, кој што закон упатува на една конзистентна политика од времето уште кога ние бевме на власта. Тоа е дека во низа законски решенија во претходниот период се покачуваа платите на администрацијата. И тоа е редовно. Овдека се слушнаа зборови дека овој закон е популистички. Прво, мислам дека не е прочитан добро законот, бидејќи во законот стои дека покачувањето нема да биде од утре. Покачувањето на стечајците, на решавањето на проблемот на стечајците е сега, пред избори, спротивно на изборниот законник. Да не заборавиме. Затоа што со вакви популистички мерки се крши членот 8 од изборниот законник, бидејќи се привлекуваат маси кои што се зафатени со овој закон што денеска го поминавме. Овој закон што го предлагаме денес треба да се применува од 2018 година јануари месец, што значи дека нема никаква врска со изборите локални кои што ни следат на 15 октомври. Према тоа, доколку правиме компарација помеѓу законите кои што се популистички, како овие што ги носевме вчера, како овој што го носевме за радиодифузна дејност, кој што е спротивен на директивите на Европската Унија, кој што никој не го кажува тоа, кој што закон се носеше по скратена постапка и опфаќа голем опсек на луѓе, кои што ќе добијат еден бенефит од 190 динари, плюс провизија која што ја плаќа, место да направиме ново системско решение, кое што ќе биде во интерес на сите, меѓутоа нема да биде испротивно на директивите на Европската Унија, меѓутоа за тоа нешто сите молчите. А потоа ќе дојде корекција, ќе следи корекција како што беше во изминатиот период, бидејќи 2003-2004 година Социјалдемократскиот сојуз донесе износ на радиодифузна такса од скоро 500 денари, 480 денари беше таа такса која што ние ја намаливме потоа. Низ годините, па 380, па 190. Значи, концептот во Европската Унија на тој закон е дека мора националната телевизија да се финансира самата, а не да се финансира од буџетот. Денеска, само колку да ве подсетам за она што го донесовме, што никој не сака да плаќа, и во ред е тоа граѓаните да не плаќаат. Ама, во Европската директива се кажува дека сите национални телевизии не се финансираат од буџетот на една држава само заради тоа што ќе биде сервис на власта во моментот кога ќе се донесе такво решение. Сега, ова решение што вие го кажувате популистичко, тоа е популистичко решение, бидејќи кога ќе одиме на соочување со комисијата во Брисел, таму ќе ни кажат дека овој закон не ви е во ред и ќе треба да го вратите тоа прво решение кое што го имате. Ама има време и за тоа ќе дојде ред. Овој закон не е популистички како овој што го направивме денес, каде што ќе пишува ова е последна такса за радиодифузна дејност која што се плаќа на сметката. Тоа е популизам, тоа е спротивно на изборниот законник. Овој закон што го предлагаме служи да се покачи стандардот на вработените во администрацијата и погрешна е анализата дека, овдека некој пред мене кажа, дека ние имаме проблем со високо образованиот кадар, високо образованиот технолошки кадар. Меѓутоа, за само 100 дена направивте една ситуација каде што се намалува влијанието на странските директни инвестиции, а обратно на тој процес не направивте ништо за да може да се подигне малото и средно предпријатие на Република Македонија, за да може да го компензира тоа одење на странскиот инвеститор од Република Македонија. И доколку ги погледнете резултатите во економијата,
самите ќе бидете убедени дека падот на економијата е директна последица на ваква една политика која што е пресек без да се има еден многу поблаг тон во менувањето на политиките према странските директни инвестиции за сметка на домашните предпријатија. Или требаше странските директни инвестиции да ја имаат истата улога и континуитет како што ја има и претходно, бидејќи извозот е близу 2 милиарди беше од овие странски директни инвестиции, ќе почне и тој да паѓа. Како што паѓаат многу параметри во економијата денеска. И ќе продолжат да паѓаат. И затоа сега има следствено на овие закони кои ќе ги завршиме по итна постапка, проектите кои што ги запревте, а се однесуваа на градежниот сектор, проекти тип на патот за Дебар, проекти тип патот за Штип и многу други проекти каде што има обезбедено пари, каде што имаше можност да се завршат во фаза на летен период. Тие проекти беа запрени. И вие мене сега ќе ми кажувате за економијата и дека растела економијата и дека тоа било плански и така натаму. Не, колеги. Ние доаѓаме во фаза каде што навистина не ќе можеме да ги зголемиме платите на администрацијата. Од 2005 година, не 2006, 2005 година, кога дојдовме на локални избори, платите во Република Македонија беа најниски, 238 евра. Од тогаш наваму стана 23.000 и кусур. За прв пат, после толку години, сега, овие 3 месеци, имаме намалување на просечната плата. Пат, не покачување, пат на просечната плата. Тоа укажува дека економијата паѓа и ќе паѓа. И затоа вие нема да гласате за покачување на плата на администрацијата, а администрацијата во континуитет добиваше покачување и рачунаше на тоа покачување, бидејќи платите во администрацијата се ниски. И како што ние гласавме вчера за покачување на минималната плата на 12.000, иако има недостатоци во тој закон и дека тој закон треба да се промени во неколку битни членови, бидејќи нема да биде одраз на волјата дека сите ќе добијат по 12.000, така и денес не гласате за закони кои што се од важност за целокупната вработена администрација во Република Македонија и тие нема да ги добијат тие 5%. Ние во минатиот период знаевме колку е битно администрацијата да добие покачување баш заради неизино задржување во Република Македонија, да има барем некаква компензација, да нема одлив на млади луѓе. Меѓутоа, што се случува? Напротив, имаме зголемен одлив во последниве 3-4 месеци. Многу поголем отколку во минатиот период. И тоа е за голема грижа на сите нас, не за владеачкото мнозинство, за целокупните државни институции, бидејќи ќе имаме голем проблем во одлив на високо образован кадар. Факт е дека во Република Македонија администрацијата, иако доби во изминатиот период над 65% покачување, има се уште многу мала плата и во градинките, и во, кажа колешката, и во сите институции. И високо образованиот кадар ни бега, баш заради малите плати што ги имаат. Ни бега, еве, од собрание, од сите институции. Не дека не знаат да работат или дека се со низок профил на знаење. Баш напротив, имаме многу спремен високо образовен кадар кој што си заминува од земјата. И ние ако не се потрудиме со вакви зголемување, не популистички, не е ова популизам ако речеме дека во 2018 во јануари ќе ги зголемиме платите, бидејќи сега одминува годината и се планира во буџетот за наредна година, не за оваја, не е популизам, не е заради изборите.
вие треба да разберете дека во овој момент и пензионерите не ги добиваат тие 5% што им се битни. Ама се запрени и сите политики кои што беа одраз за зголемување на вработувањето, над 70 активни мерки се запрени во овој момент за зголемување на вработувањето на особено на младите луѓе. Тие активни мерки се уште, ако отворите АВРМ, ќе видите дека се запрени. Тоа нема да носи лошо само на владеачкото мнозинство. Тоа ќе носи лошо за Македонија. Јас така го гледам проблемот. Затоа и кажувам дека мерката за зголемување на 5% плата за администрацијата е многу потребна. Таа мора да добие покачување за да можеме да го запреме процесот на бегање на високо, особено високо образован кадар. Второ, пензионерите мора да добијат покачување од 5%. Затоа што ако отиде некој во пензија пред 2, 3, 4 години, тој нема да добие сразмерно толку колку што растат животните трошоци. Ќе добие мала, неговата пензија постојано ќе се намалува, стандардот постојано ќе му се намалува. И ако се запрат тие активни мерки кои што беа бесплатен автобуски превоз, бањски лекувања и сите останати мерки кои што значеа подобрување на животот. И сега целиот тој пакет, ако ние почнеме да го разјадуваме, место да го унапредуваме, во Република Македонија стандардот ќе паѓа. И она што е потрошувачка кошница и таа што лабаво се движи на некој континуитет, според она што го изјави господинот Тевдовски, ќе почне да паѓа. Штом почне да паѓа потрошувачката, знаете дека имаме проблем. Паѓа градежништвото, имаме проблем. Затоа утре ќе се донесе закон со кој што забрзано, она што се направи грешка, се запреа проектите, сега подитно ќе мора да се реактивираат. Тоа што 3, 4, 5 месеци имаме илјадници луѓе кои што не земаат плата. Само Дебар, патот е 2000 вработени, не земаат плата. Сенсот кој што го чувствуваме, кој што вие можеби не сакате да го абсорбирате и да го слушнете, ќе се удри од глава. Енормни се напорите за да се зачува нивото на вработување, ама не само во секторот на странски директни инвестиции. И сега кога ги отворивме тие странски директни инвестиции, ќе видите дека таму низ текот на овие години се профилира технички многу висок кадар, кој што постојано, потоа бидејќи се профилира, се остручни со нови технологии, ќе може да земе повисока плата и се разликува од онаа плата од пред 5 години, бидејќи стана стручен. Затоа велам, почитувани колеги, не е лошо да размислите и да го прифатите ова покачување за администрацијата, бидејќи е добар закон, бидејќи и вие предлагате во некои ваши програми да се зголеми платата на администрацијата. Не дека овој проблем вие не го разгледувате, ама ние го предлагаме, вие кажувате не, затоа што ние го предлагаме. И сега кога доаѓаме во една ситуација да ги прифатиме вашите закони, не дека се извонредно добри, туку се на еден одреден начин добри за граѓаните. Со некои аномалии, со некоја поправка на тие закони, се добри да профункционираат во Република Македонија. Ама немојте да отфрлате закони кои што значат добро за администрацијата на Република Македонија. Чекор по чекор, и тие 5% не се многу, ама чекор по чекор, тоа ќе значи дека има надеж на тие млади, особено на тие млади луѓе кои се запослени во администрацијата, особено на тие што имаат ниски плати, да останат во Република Македонија и да продолжат да живеат и да создаваат семејства во Република Македонија. Тоа мислам дека треба посебно да го разгледате и да дадете поддршка на овој закон.